Добра вечер Скопје, добра вечер Карпош. Добра вечер за општината која што ги има најдоброто име. Општината која го носи името на двајца македонски херои од историјата. Карпош многу пред неколку века и Карпош за времето на Народно-освободителната војна. Добра вечер за ВМРО ДПМН. Почитувам министер за финанси и подпредседател на ВМРО ДПМН, господин Ставлевски. Почитувам министер за култура, министер за образование. Почитувам председател на Општинскиот комитет. Почитувани членови на Општинскиот комитет, на Унија на жени, на Унија на ветерани, на Унија на млади сили. Почитувам кандидат за градоначалник на општина Карпош од редовите на ВМРО ДПМН, господја Јагна Куновска. Кога размислувам за денешната средба и пораките кои треба да ги дадам, само ќе кажам дека делата сведочат за нашата посветеност, за нашата работа, за нашата отчетност. Поново ќе кажам, Степче, ајде излези на избори. На избори, на демократските избори, народот да одбере кој ќе биде следниот градоначалник на општина Карпош. Ова се локални избори. Ова не се централни, не се парламентарни избори. Затоа да гледаме во интерес на граѓаните на општина Карпош, да излеземе на избори и да го дадете својот глас за нашиот кандидат, за господја Јагна Куновска. Јас како скопјанец сметам дека доволно го познавам Скопје, бидејќи за цело време живеам во Скопје. Во 2009 година ми ја дадовте довербата, јас сум премногу горд, голема чест за мене, меѓутоа беше и голема одговорност. И за мене, и за партијата која што ја представувам. И затоа, заради таа одговорност и заради нашиот начин и принцип на работа на ВМРО ДПМН, изминатите 4 години работеме посветено, работеме макотрпно и плод на таа работа се толку реализираните проекти во градот Скопје. А општина Карпош има посебен акцент во работењето на градот. Значи од 500 проекти, повеќе од 500 проекти кои што ги реализиравме во градот Скопје, заедно со мојот тим, заедно со администрацијата на градот Скопје, заедно со владата на Република Македонија, голем дел од тие проекти, а најчесто капиталните проекти се токму во Карпош. И не е случајно. Тоа е поради обрската, поради довербата која што ми ја дадовте во 2009 година за кандидат за градоначалник на градот Скопје. Добивме ВМРО ДПМН, доби огромна поддршка од општина Карпош. Тоа беше заветот, тоа беше нашата одговорност. И денеска стојам гордо пред вас да ги кажеме се тоа што го направивме во општина Карпош. А тоа се реконструираниот и проширен булевар Илинден. Нашето првенче. Оној булевар кој што имаше најголеми контраверзии. Успеавме да го направиме и го пробивме звучниот зид. Од тогаш наваму веќе граѓаните почнаа да ни веруваат дека она што ќе го ветиме и што ќе го почнеме на вистина ќе биде добро и во нивни интерес. Исто така го реконструираме вториот по значај булевар во градот Скопје, тоа е булеварот Митрополите Теодосиј Гологанов. Со решавање на црната точка кај на него, а тоа е кружниот тек кај црквата кај католичката црква. Исто така го изградивме новиот парк Македонија во површина од 30.000 метри квадратни. Проширена и реконструирана улицата Манапо и веќе е тоа булевар Манапо. Реконструирана улицата Козле, изграден мостот на Серава, изградена градска плажа Еден, изградени тротоари на улица Скупи, обновена водоводната мрежа на улица Демир Трајков. Исто така направени се во соработка и со владата на Република Македонија многу проекти во општина Карпош. Мислам и сакам да нагласам дека волку големиот број на реализирани проекти ни дава добра основа да застанеме поново пред вас и да побараме вашата доверба за следните локални избори во 2013 година. За таа цел направиме конкретна програма
со која што ќе се представиме пред граѓаните на градот Скопје, а и на општина Картош. Исто така, тука има многу проекти кои што се за општина Картош. Јас ќе се обидам да набројам неколку од нив. Продолжување на булеварот Партизански одреди, продолжување на изградба на булеварот Митрополит Теодоси Гологанов, проширувањето на улицата Скупи, довршување на системот за наводнување на втора јужна зона, изградба на проект за водоснабдување на Нерези, Чистанец и на Козле, изградба на фекална канализација по Партизански одреди и многу други проекти. Сите овие проекти планираме да ги реализираме и заедно и во соработка со кандидатот за градоначалник и идниот градоначалник на општина Картош, господјата Јакмина Куновска. Исто така, ќе го споменам и Советот на општина Картош, многу важен во функционирањето и на градот Скопје и на општина Картош. Затоа ве повикувам да обрнете големо внимание на советничката листа на ВМРО ДПМН, затоа што која ќе избереме господјата Јагнова Куновска, доколку не и дадеме доволен број на советници, таа ќе биде со врзани раце. Затоа треба да добиеме мнозинство во Советот и Јагнова Куновска, градоначалник на општина Картош. Кандидатот за градоначалник господјата Јагнова Куновска ја познавам лично. Таа е познат адвокат, политичар, која што успешно обстојува на политичката и на професионалната сцена. Вреден и исполнет човек, кој работи посветено за она што го работи. Тој е човек кој ќе сработува со градот Скопје, ќе сработува со граѓаните, со местните заедници, со Советот, со владата на Република Македонија. Ни треба градоначалник на општина Картош, кој ќе знае да соработува со сите оние кои што можат да допринесат за развој на општина Картош. А тако кандидат е господјата Јагнова Куновска. Таа е мудра, скромна, многу работлива личност. Токму нејзините карактеристики, заедно со конкретните проекти што ги нуди во својата изборна програма, сметам дека е доволен услов граѓаните на општина Картош да ја дадат довербата и градоначалникот на општина Картош да биде од редовите на ВМРО ДПМН. Со тоа сметаме дека општина Картош ќе тргне во еден поинтензивен развој. Затоа, почитувани граѓани, ве повикувам да излезете во што поголем број. Треба што поголем одзив, за да довербата биде што поубедлива, за да кандидатот има што поголема одговорност пред граѓаните на општина Картош. Ја не би сакал уште многу да зборувам, на крајот уште еднаш би ве повикал за победа во општина Картош, за градоначалник и за Совет.